ono što го прави да имаат толку забрзано учество во производството на електрична енергија. Благодаря. Good morning, everyone. First of all, I would like to use... Najprvo bih iskoristio ova možnost da im se zahvalim na ambasadata na SAD, kako i na SM, kako državna kompanija i na sите činitelji koji pridonесоа за одличната организација на овој настан, на кој што ќе се обидеме да одговори на многу прашања, меѓутоа и ќе ги искажеме ставовите на владата и државните органи во однос на нивната намера за не само законодавно правно уредување на оваа материја, меѓутоа и за почеток на имплементација на неколку проекти кои се однесуваат на енергетската транзиција во овој сектор. Присутни, задоволство што денеска сме заедно тука. Ова е втор пат што ја учествувам како панелист во Струга, тука во Изгрев. Одличен настан што се организира од страна на ЕСМ, од страна на ЗИП институтот, но истовремено да ја користам приликата и да им се заблагодарам за поддршката и на Американската амбасада тука во Република Северна Македонија. Јас ќе продолжам на албански јазик, имајќи во предвид дека да користиме што повеќе јазици, така е во панелот, како што и нашата цел да користиме што поголеми обновливи извори во наредниот период. Како што на почетокот, ние како влада во блиска соработка со енергетската заедница веќе година и пол работиме околу имплементацијата и транспозицијата на новата легислатива односно директивите кои што произлегуваат како обврска во насока на основање на енергетската заедница. Што се однесува до оваа област, владата на Република Северна Македонија во рамките на Министерството за економија почна со подобрување на легислативата во рамките на владата. Голямо внимание посветуваме на обновливите извори на енергија. Сега работиме и го имаме изработено и последниот нацрт закон, нацрт кој што го работиме заедно со енергетската заедница во однос на енергетската ефикасност. Вие кажавте на почетокот, ние како министерство имаме неколку програми каде што им помагаме на универзитетите да основаат технолошки паркови. Да бидам искрен со вас, тие во моментов се во процес на основање, како што е случајот со паркот во Универзитетот Мајка Тереза, исто и технолошкиот парк во Универзитетот на Југоисточна Европа. И наша цел и наша обврска како влада ќе биде во соработка со таквите универзитети кои што веќе почнале да спроведуваат вакви проекти, да се вклучат програми кои што се однесуваат на новите технологии, односно технологии кои што представуваат и глобален тренд. Република Северна Македонија ќе нуди можност за сите иноватори, за сите експерти од енергетската област и особено за оние кои се посветени на обновливите извори на енергија. Во таа насока сакам да кажам дека за 2 недели ќе објавиме нов повик за инсталација на 65 мегавати на обновлива енергија, фотоволтаична енергија. Имаме избрано модел кој што е поинаков од минатото. За жал, иако имаме природни извори за генерирање на електрична енергија од сонце, ветар и така натаму, ние како земја
За жал ги немаме искористено доволно овие избори, заради тоа ја почнавме со оваа иницијатива, но истовремено и го изменивме моделот на субвенционирање или поддршка на инвестициите од овој вид. Преминавме од фидинг тарифа на премиум тарифа, модел кој што најмногу се користи во поразвиените земји, односно во развиените земји, односно и членките на Европската унија. Би сакал со вас да се споделаме уште една информација во рамките Владата со изготвувањето на планот за економски развој одлучивме во рамките на фондот за иновации и технолошки развој да излеземе со мерки за поддршка на иновативните проекти, особено поддршка на проекти кои што ќе влијаат на намалување на загадувањето, нешто што се поклопува со обновливите извори на енергија и еден од проектите кои што доби фондови од овие мерки е проектот кој што се однесува на создавањето на еден производ кој што е од исклучително значење за еднината на земјата, а јас лично мислам дека овој производ ќе достигне и глобални рамки за депонирање, односно смарт грид, создавање на смарт грид и верувам дека тие кои што веќе почнале да произведуваат таков продукт ќе го постигнат и крајниот производ. Ние, значи, како влада работиме на во неколку области, како што реков, поддршка на технолошките паркови тука и за нас сите ќе представува предизвик, сите тука што сме присутни не само за владата, туку и за сите други релевантни институции и особено за образовните институции во соработка со владата, но и со бизнес заедницата да формираме кадри кои што ќе бидат во согласно со побарувачката на пазарот, а во блиска иднина една од главната потреба на пазарот ќе бидат експертите на обновливите извори на енергија.